Почитувани наши подофицери, ова е еден од оние денови кога е навистина чест, привилегија, но и големо задоволство да се биде министер за одбрана и да се каже дека после долги години една работа навистина со огромен успех сите заедно ја завршивме. Ви честитам за првиот подофицерски чин. Со овој настан и со овој денешен чин ја заокружуваме една од важните цели, не само за оваа година, туку така речи за цела деценија во работењето на нашата армија. Цели 11, да, цели 11 години нашата армија немаше ниту курс за подофицери, ниту производство на подофицери. И во тие 11 години акумулиравме недостиг од повеќе од 500 подофицери, без кои ниту една армија, а камоли НАТО армија, не може да биде цела. Оваа година, во тешки услови на корона, на епидемија, на кризни состојби, успеавме да ја завршиме оваа цел, која што стоела како проблем 11 години. Во оваа една година создадовме нови 120 подофицери и практично решивме 1/4 од проблемот кој што е наследен во претходната декада. Сакам да кажеме дека овдека не застануваме и дека буквално сакаме да го надоместиме тоа што како проблем тлеело долги години. Многу генерации во нашата армија изгубија шанса да останат и покрај одличниот квалитет и одличното неопходно искуство, само заради тоа што немаше производство на подофицери. И нашиот успешен обид беше со првата група на 120 подофицери да покажеме дека тоа веќе никогаш нема да биде проблем за македонската армија. Денеска пред нас се 55 подофицери, заедно со претходната група од 65 ја формираат бројката на 120 нови подофицери кои што веднаш ќе го зајакнат составот на нашите армиски сили. Ќе продолжиме да работиме за да во армијата никогаш нема празни подофицерски места, заради тоа што вие го покажувате правецот за секој војник. Вие ги организирате, ги инспирирате, ги мотивирате и ги насочувате. Ги учите на дисциплина и на одговорност. Доаѓате од базенот на професионални војници и вие најдобро знаете што значи да се биде војник и што значи да се биде добар, професионален, лојален војник. Вие сте рбетот на армијата, а за секоја држава е клучно тој рбет да биде исправен и да биде цврст. За да мотивирате, морате и вие да бидете мотивирани. И тоа е наша обврска и наша задача. И на тоа луѓето кои што се овде и многу луѓе кои работат со нас во Министерството и во Генералштабот работат секојдневно. Ја обновивме вашата лична опрема и обезбедивме не само вие, туку сите припадници на армијата да имаат нови борбени униформи, го обезбедивме новиот комплет борбени униформи, ја обезбедуваме свечената униформа, обезбедивме Гортекс, дополнителни униформи, чизми, спортска опрема, алпинистичка опрема, вооружување и техника, како што се новите автоматски пушки, и за прв пат во историјата наша ја започнавме и набавката на нови оклопни транспортери кои треба да го гарантираат вашиот, да го штитат вашиот живот и животот на вашите војници. Интервениравме и во платите, и во бенефициите кои долго време сте ги заслужувале. Секој од вас денеска прима закупнина која што го надополнува вашиот буџет. Војниците кои се ваша обврска ќе бидат попосветени на службата, затоа што со новите измени на Законот за служба предвидуваме уште една опција за сите оние кои што полнат 45 години не успеале, за разлика од вас, да станат подофицери. Освен шансата да работат во државната управа, сега ќе добијат шанса и да заминат со финансиски надоместок кој што ќе им гарантира нов почеток. Така се гради армија, така се гради држава и така се гради чувството на лојалност, патриотизам и припадност на нешто многу поголемо од сите нас сами.
Почитувани подофицери, навистина ми е задоволство што денеска сум тука на втората промоција на подофицери. Заедно со оние првите, вие 120 нови подофицери, ќе бидете пример за професионалните војници. Како се работи, како се напредува, како се служи на татковината. Сакам да порачам дека нема да запреме тука, туку целта на вистина ќе ни биде секоја година, вклучително и во втората половина на 21-ва, да го пополнуваме подофицерскиот кадар. Покажавме дека и во време на тешки состојби, и во време кога армијата се користи за справување со друг тип на катастрофи, овој тим не запира и носи резултати и решава проблеми кои долги години се таложеле. Сакам да ви ја дадам мојата целосна поддршка, да продолжиме со ова темпо заедно и никогаш да не дозволиме армијата да има проблем околу основни, суштински и неопходни нешта. Токму онака како што доликува на вистинска НАТО армија. Вие во изминатите неколку месеци обука покажавте, и тоа го зборуваат и го спомнаа вашите старешини, висока професионалност, одлични резултати, одлична физичка подготвеност и силен мотив и желба за учење. Убедена сум дека овој пристап и ова искуство ќе го покажувате секој ден на многу потешката позиција која што сега веќе ќе ја имате. Ќе бидете одговорни за голем број на војници, пред нив ќе бидете првиот лидер. И вашиот однос, и вашето знаење ќе стане нивен однос кон армијата и нивен однос кон професионалноста и знаењето кое што е неопходно. Одговорноста која ја носите и ќе ја носите на вашите рамења е голема, но јас немам дилеми дека сите вие кои успешно ова го завршивте, ќе одговорите на предизвикот. Сакам особено да честитам и на тројцата прворангирани со најдобар успех, да честитам на оние кои што и покрај тоа што беа први, денеска говореа во име на сите вас. Тоа е лидерство. Тоа е заедништво и тоа е тим кој победува. Да ви е со среќа, да ви е со успех и секој ден да работите на подобра, поуспешна и помодерна армија. Ви благодарам.